Добро утро и Божи благослов на сите. За денеска јас имам проповед чиј што наслов е премногу доцна. Насловот звучи застрашувачки. Станува збор за многу посериозно доцнење и проповедта има сериозна порака, но целта на пораката е всушност да ме предупреди навреме. Ке започнам со еден библиски стих во Исаија, 55 глава. Всушност ќе ги читам 6 и 7 стих. Овде вели вака: барете го Господа додека можете да го најдете. Викајте го додека е близу. Нечестниот нека го остави патот свој и беззаконикот помислите своји. И нека се обрати кон Господ нашиот Бог и тој ќе го помилува, зашто е многу милостив. Амин. Овде имаме еден совет или предупредување. Исаја вели: барете го Господа додека може да се најде. Скоро слушав еден човек вели кој го читам ова нешто. Првата слика е добиваме чувство дека Бог е некаде скриен. Знаете, кога си играме како деца мишенка, па сега ти треба да го најдеш и да кажеш пу те најдов. Но не дека Бог се скрил, него станува збор за тоа дека ние немаме интерес за Бог, немаме интерес за оно што Бог ни го нуди, за заедништвото, за спасението, за милоста што Бог ни нуди. И затоа Исаија предупредува или повикува: барете го Господа дека може да се најде. Но овој стих ни укажува и на уште едно нешто, дека ќе дојде време кога нема да можеме да го најдеме заедништвото со Бог. Ќе дојде време кога ќе биде премногу доцна. Знаете, ајде да започнеме од почеток. Бог го создаде човекот совршен и безсмртен. Го стави во Едемската градина и имаше совршено заедништво со него. Човекот живееше во рајот, ништо не му не достигаше. Имаше прекрасна заедница со Бог, беше вечен, немаше болести, немаше грев, немаше ништо лошо, ништо негативно. Но човекот го избра гревот. Беше измамен од змијата, Адам и Ева сгрешија и преку тоа гревот се пренесе на целото човештво. И денеска, за жал, јас и ти исто така живееме во еден таков грешен свет. Доброто е тоа што Бог не се откажа од човекот. Човекот ја изгуби безсмртноста, го изгуби вечниот живот, го изгуби рајот, но Бог не се откажа од него. Бог реши да најде начин како да го искупи човештвото од гревот. Тој го испрати својот единороден син. Тоа е всушност и целата таа божикна приказна, дека Исус дојде на овој свет, не само да се роди како едно мало бебе, се роди со цел да ја плати казната за нашите гревови. Тој како безсмртен, како совршен Божи син, безгрешен, на крстот страдаше заради мене и тебе. И таму тој го зеде моето и твоето место и ја плати нашата казна. Со тоа нешто се отвори вратата за помирување. Бог даде можност секој кој што сака да се покае, да поверува во Исус и неговите гревови да бидат простени. И со тоа нешто повторно да добие вечен живот. Сега, ова е поканата од Бог. Бог ни дава една подадена рака и вели: јас сакам повторно да бидеш во едно заедништво со мене. Јас сакам да поверуваш во мојот син Исус Христос, да се покаеш и да имаш живот вечен. Гревовите ќе ти бидат простени и ти имаш вечен живот. Но оваа покана има ограничен рок. Оваа покана има ограничено време траење. Таа нема да трае вечно. И денеска ќе разгледаме 3 случаи во кои што оваа покана завршува. 3 случаи во кои што ќе биде премногу доцна ако не ја прифатите Божјата покана за покаяние. Затоа овде во овој стих вели: барете го Господа додека можете да го најдете. Викајте го додека е близу. Па дури една таква покана имаме од самиот Господ Исус во Новиот Завет, во Мати 11 глава. Исус вели: дојдете при мене, сите кои што сте обременети и се трудите, и јас ќе ви дадам одмор. Исус ја упатува поканата на сличен начин. Најде да видиме кога оваа покана завршува или кога
ќе биде доцна. Првиот случај кога ќе биде доцна е по смртта. Да, порано или подоцна секој треба да умре. И ова е тажна вест. И тажна е кога ќе разбереме дека некој заминал од овој свет. Порано или подоцна и јас и ти треба да заминеме од овој свет. И жал ми е што ова го кажувам, нели, но тоа е суровата вистина. Секој ќе се соочи со смртта. Но Библијата ни кажува дека откако ќе умреме, нема повеќе можност за покаяние. Ако читаме во посланието до евреите 9 глава, 27 стих, таму пишува: и на човекот му е определено да умре еднаш, а потоа следува смрт. Гледате, Словото Божие овде е децидно, јасно. На човекот му е определено еднаш да умре и после смртта што следува? Ако ги прашате хиндуистите, тие би рекле следува прераѓање. Може да се родиш повторно во ново тело, да се родиш или може би дури како животно, како нешто друго. Но Библијата не остава простор за такво нешто. Библијата вели, на човекот му е определено да умре еднаш, а потоа следува суд. Нема повторно раѓање, нема повторна шанса. За жал, нашиот православен народ понекогаш исто така има едно погрешно верување, има една заблуда дека дури и после смртта човек може да му биде простено или да се покае. Затоа кога некој ќе почине, нашиот народ знае да каже Бог да го прости. Но никаде, ако ја читате Библијата од почеток до крај, никаде нема да најдете такво верување, такво учење или да најдете стих кој што вели човекот откако ќе умре може и таму да се покае и да се спаси. Дека може да ја промени својата состојба. Сите учења за искупување на умрените, за чистилиште, дека може да бидеш на некој место наречено чистилиште, па таму да страдаш одредено време, или твоите, ако тука доволно се молат, па може Бог да те префрли од едно одделение во друго. Сите тие верувања не се библиски. Нема такво нешто во Библијата. Дури Библијата учи спротивно. Ако ја читате случката со богаташот и Лазар, кој што ја раскажува самиот Господ Исус, за нашиот Господ Исус не знае што се случува после смртта, за него треба да го учиме на теологија. Замислете, еве Исус што раскажува, вели си беше еден богаташ, ама неверник, безбожник, кој што живееше себично, и живееше еден човек кој име Лазар, кој што беше сиромав, со рани, кој што живееше пред дворот на богаташот, и вели кучињата му ги лижеа раните, немаше ни леп да јаде. И еден ден умре богаташот, умре и сиромавот. Исус овде зборува за смртта и ни кажува што се случува после смртта. И вели богаташот отиде во пеколот, а Лазар отиде во рајот. И таму во пеколот богаташот се молеше и рече тука ми е тешко, накваси ми го барем јазикот, зашто ми гори, помогни ми некако, но таму разговараше со Аврам, Аврам рече, не можам да ти помогнам, бидејќи таа твоја состојба е таква и не можам ништо да ти помогнам, не може ништо да се промени. Тогаш тој викаше, ако не барем опомени ги моите браќа на земјата, барем испрати ангел, некој нека им каже дека има едно вакво место на Маки, и тој рече, на земјата тие ги имат Божиот збор, пророците кои што треба да ги опоменат. Така да не можам јас да се симнам и да им кажам. И со ова нешто, со ова приказка или не знаеме, може би да е вистината случка, Исус кажа дека состојбата на луѓето после смртта е непроменлива. Откако ќе умреш, твојата судбина е запечатена. Откако ќе умреш, ти си на одредено место и таму нема промена. Ниту можеш да се префрлиш на друго, ниту можеш да го напуштиш тоа место, па да се симнеш на земјата, па да ги посетуваш своите блиски, па да разговараш со нив. Не постои такво нешто. Затоа Библијата јасно ни кажува да не живееме во заблуди, да си кажеме, па добро, еве дури како грешник да си умрам, па може би таму ќе се најде некакви врски, нешто ќе ме преместат на некое друго место. Ние македонците сме махери по врски. Знаете, ние во Македонија, ако може за било каде да изнураме некаква врска, ние ќе ја најдеме.
Треба да одиме некаде на преглед, одма познаваш ли доктор, знаеш ли некоја сестра таму, нешто да му подадеме. Ако треба да полагаш испит, тој професорот да не имате некој близок, да не би роднина, право фаќаме врски, ако може таму да поминеш, па ваму, па за на работа, па нешто те казниле за кола, па бараш врски во полиција, ако може да ти ја скинат казната, да се шмукнеш да поминеш, да не плакаш. Ние сме мајстори за врски. Но што мислите, зарем кај Бог делуваат врски? Зарем ако ти не си ја прифатил на земјата милоста Божја, не си поверувал во Исус, зарем е можно кај Бог да фатиме врски и Бог да рече, ајде бидејќи Горан се знае со Маријан или не знам, се знае со Јулија, ајде ќе го пуштам, еве. Јулија се молеше многу за Горан, заради неја ќе го пуштам. Не. Библијата е многу јасна. Библијата ни кажува дека единствен услов за спасение ако поверуваме во неговиот син Исус Христос. И Библијата е многу јасна уште по едно прашање, дека после смртта нема простор за покаяние. Затоа посланието до евреите вели на човекот му е определено да умре еднаш, а потоа следува смрт. Суд се извинувам. Сега, ако тоа е вистината, ако тоа е реалноста, тогаш што треба да правиш ти ако се уште не си го прифатил Господ Исус за спасение? Мојата порака до тебе, мојот совет е, прифати го Исус, поверувај во Него, се уште додека си на овој свет. Не чекај да заминеш од овој свет, бидејќи во спротивно ќе биде премногу доцна. Затоа пораката на денешната проповед е премногу доцна. Премногу доцна ќе биде да поверуваш во Исус, премногу доцна ќе биде да се покаеш, премногу доцна ќе биде да ја прифатиш Божјата рака за помирување откако ќе заминеш од овој свет. Не чекај да заминеш од овој свет. Или немој да си велиш, па добро да има време, ќе си живеам уште малку грешно, па пред да умрам ќе се покајам. Многумина размислуваат така, но знаете има една поговорка, вели, оние кои што планираат да се покајат во 5 до 12, најчесто умираат во 11:30. Затоа не чекај да дојде 5 до 12, бидејќи да бидеме реални. Никој од нас не знае кога ни е последниот ден. Кој од нас знае дали го има утрешниот ден? Знаеш ли дали утре ќе се разбудиш? Ние сите си планираме и велиме, добро да утре е нов ден, има време. Но никој од нас не знае дали утре ќе стане. Не сакам да ве плашам, но реалноста е дека денешниот ден ни е подарок. За утре нема ветување. Не може ли некој од вас да гарантира дека утре ќе биде жив? Не ставам збор дали сме со добро здравје или не. Може да си совршено здрав и сепак да не знаеш дали утрешниот ден ќе го имаш. Кој од нас знаеше Тоше Проевски дека ќе загине во сообраќајна несреќа? Млад, надежен пејач, сите ние се гордеевме со него и ние мислевме ќе пее уште 100 години. Но за жал смртта го зеде. И многу други луѓе. Има еден пример кој што секако е приказка, но зборува токму во оваа насока, зборува за некој неверник кој што знаел дека живее грешен живот, знаел дека треба да се покае пред да умре, ама си размислил во себе си, ќе уживам уште малку во пороците, па пред да дојде смртта ќе се покајам. И за да го избегне вечниот суд, тој решил да се договори со смртта. Ја повикал и рекол на смртта, знаеш што? Можно ли е пред да дојдеш да ме земеш, да дојдеш и да ме опоменеш, да ми кажеш, доаѓам, спремај се, за јас да знам да се покајам на време. Смртта му рекла, договорено, нема проблем. И човекот си живеал така долги години и некаде на старост, еве тија смртта наеднаш пред него и вели, ајде, одиме. Човекот шокиран и разочаран, да разбене, рекол, чекај, ние што се договоривме, нели рековме, пред да дојдеш да ме опоменеш, дека доаѓаш, за да знам на време да се покајам. И смртта му рекла, па јас те опоменував повеќе пати. Се сеќаваш еднаш пред неколку години кога наеднаш те стегна срцето и си рече, крај е, готово, заминувам, ама остана жив. Па тоа бев јас, те опоменав, уште малку и доаѓа. Се сеќаваш ли после тоа кога ти се заврте и се онесвести и пак преживеа? Тој рекол, се сеќавам. Па тоа бев јас, те опоменав, ти рекол, уште малку доаѓа. И му рекла,
Имаше така неколку пати, кога јас те опоменав, секогаш кога имаше сериозна критична ситуација со здравјето, јас те опоменував. Уште малку и доаѓа. Ама ти не ги прифати моите опомени, не се покаја на време. И еве сум сега тука, и сега веќе немаш повеќе време. Ова е секако само приказна, но да, јасно ни кажува дека сите ние имаме време или можност да се покаеме, но не треба да го чекаме последниот момент. Бидејќи смртта нема да дојде и да ти каже, знаеш, спремај се, утре заминуваме. Нема такво нешто. Нема да не опомене пред да заминеме. Има една драма која што како млади верници ја спремавме во црквата. Драмата исто така се вика Премногу доцна. Ова драма е пантомима и во ова драма не имавме неколку актери, да кажем така, од младите, кои што глумевме различна фаза од животот на човекот. Најнапред еден од нас глумеше мало бебенце кој што си игра и доаѓа Исус и му подава рака за помирување, но бебенцето се уште не разбира ништо. И тогаш поминува еден со табла на која што пишува Премногу млад. Потоа веќе во тинејџерски години со девојка во раката, нели се шетаат заедно, Исус поминува и пак му нуди можност да се покае, но таблата вели премногу заљубен. Нема време за други работи. Веќе во третата фаза од животот, овој човек веќе е зрел, си формирал семејство, работи, со акт ташна во раката, Исус доаѓа, пак го нуди и таблата вели премногу зафатен. Веќе во старите години човекот остарел со бастунче оди, Исус доаѓа, му подава рака, но таблата вели премногу стар. И на крајот човекот се струполува на земјата, умира и насловот е премногу доцна. Па дајте да не чекаме да дојде тој момент. Имаш време да го прифатиш Исус, додека се уште не дошла смрт. Првиот случај кој ќе биде премногу доцна е кога ќе настапи смртта во твојот живот. Не чекај за последниот миг. Ајде да видиме кој е последниот случај. Вториот случај, се извинувам. Вториот случај вели ќе биде премногу доцна по второто Христово доаѓање. Ако читаме во Матеј 25 глава, од 1 до 13 стих, таму Исус раскажува една парабола, која што е позната под насловот параболата за 10 девојки. И во оваа парабола Исус всушност користи една еврејска традиција, во која што младоженецот или момчето, откако ќе запроси девојката во еврејската традиција, тој требало да подготви дом за неа и кога ќе го подготви домот, тој доаѓа заедно со сватовите и ја зима девојката. И според оваа традиција Исус ја раскажува парабола, но се разбира во неа младоженецот е самиот Исус. И еве што вели Исус. Вели царството небеско ќе заприлега на 10 девојки, кои ги зедоа своите светилки и излегоа да го пречекат младоженецот. 5 од нив беа мудри, а 5 неразумни. Неразумните ги зедоа светилките своји, но не понесоа со себе масло. А мудрите заедно со светилките зедоа во садовите своји масло. И бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа. А на полноќ се чу викање: еве го младоженецот, доаѓа, излезете да го пречекате. Тогаш сите девојки стана и ги приготвија своите светилки. Неразумните пак им рекла на мудрите: дајте ни од вашето масло, зашто нашите светилки гаснат. Мудрите им одговори и рекоа: но може да не ни стигне и нам и вам, подобро одете кај продавачите и купете си. И кога тие отидоа да купат, пристигна младоженецот и приготвените влегоа со него на свадбата и слушнете го ова. И вратите се затворија. А кога тие отидоа да купат, вели дојдоа и другите девојки и викаа: Господаре, Господаре, отвори ни. А тој им одговори и рече: вистина ви велам,
не ве познано. И така, бидете будни, зашто не го знаете ни денот ни часот, кога ќе дојде Синот човечки. Ова парабола носи една многу јасна порака. Исус доаѓа наскоро. Биди подготвен. Исус овде зборуваше за девојки или за верници кои што се подготвени, но исто така зборуваше и за некои кои што нема да бидат подготвени кога тој ќе дојде. И што ќе се случи? Параболата ни кажува многу јасно. Вратата ќе се затвори и сите оние што нема да се подготвени, нема да можат да влезат во Царството Небеско. За нив ќе биде премногу доцна. Во ова парабола е јасно дека младоженецот е Исус. И кога младоженецот доаѓа по својата невеста, се мисли на второто доаѓање на Господ Исус, кога тој ќе дојде како цар. Првиот пат тој дојде како мало бебе, се роди во штала и наскоро ќе го прославуваме Божјке, тоа е приказната за која што Весна ни зборуваше. Исус првиот пат дојде како спасител. Тој дојде за на крстот да ја плати казната за нашите гревови. Но вториот пат тој ќе дојде како судија и цар. И тој ќе дојде по своите, по оние кои што му се верни. И оние кои што верно го чекаат, ти има светилки кои што горат. Светилките или маслото зборува за Светиот Дух. Оние кои што го прифатили Исус, го имат Светиот Дух во себе си. Но оние кои што одлучиле се уште да живеат грешен живот, кои што одлучиле да не го прифатат Исус, кои што се уште одложуваат, тие го немат Светиот Дух во себе си. И кога Исус повторно ќе дојде, вратата за спасението ќе се затвори. Може би си велиш, па јас ќе си живеам така и кога тој ќе дојде, јас тогаш ќе се покајам. Но Словото Божјо ни кажува дека тоа ќе се случи во еден миг. Ти ќе немаш можност да се покаеш. На едно друго место, кога Исус раскажува за неговото доаѓање, тој кажува дека тоа ќе биде на таков начин што кога тој ќе дојде, двајца вели ќе работат на нива и еден ќе се земе, другиот ќе се остави. Двајца ќе бидат во постела, вели, можно е да бидат маж и жена. И мажот ќе биде земен, жената оставена. Не знаем во кој случај кој ќе биде спасениот. Јас навивам за мажите. Навивам и за едните и за другите, се шегувам. Но во секој случај Библијата ни кажува дека е можно дури и брачен пар да бидат заедно, едниот ќе биде спасен, едниот ќе биде земен во Царството Божие, другиот ќе биде оставен. Ќе биде таква ситуација во која што ти нема да можеш да имаш време да се покаеш. Затоа ова е време кога треба да го прифатиш Исус за спасител. Ќе биде премногу доцна кога Исус ќе се врати повторно по своите. Ќе биде премногу доцна за време на второто Христово доаѓање. Кога тој ќе дојде, тогаш ќе дојде како судија и оние кои што до тогаш не му искажали или покажале својата верност, тие ќе бидат судени за своите гревови. За нив повеќе нема да има помилување. Скоро седев со еден пријател и пиев кафе, и тој дури некако беше така и гневен на Бог и вели: добро, да те прашам, еве, ти си пастор, проповедаш во црквата, читаш Библија, вели, да те прашам, каков е тој праведен Бог кој што не го казнува гревот? Еве, гледам што се случува и во светот, и во Македонија, толку криминалци, неправедни луѓе. Зошто Бог не го казнува гревот? Јас му реков, Бог ќе го казни гревот. Библијата ни кажува дека Исус доаѓа наскоро и тогаш ќе го суди целиот свет. Но јас не би сакал тогаш да бидам во кожата на оние кои што ќе бидат судени. Затоа, ајде да го искористиме времето на милост. Бидејќи, навистина, Бог гледа дека постои грев во овој свет. Причината зашто не го казнува се уште светот, и мене и тебе, затоа што ни остава простор да се покаеме, ни дава време да пред Него дојдем и да побараме прошка. Но тоа време е со ограничен рок. Ќе дојде време кога нема да можат луѓето да се покаат. Кога Исус ќе се врати повторно, тогаш ќе биде доцна. Затоа не го одложувај твоето покаяние и вера во Исус Христос. И постои трет случај кој ќе биде премногу доцна.
ќе биде премногу доцна по стврднувањето на твоето срце. Во Евангелие според Лука, 19 глава, има еден тажен момент, кога Исус влегува во Ерусалим. Исус пред да влезе во Ерусалим застана на еден рид. Го погледна градот и тој даде една многу тажна изјава. Знаете, Исус по дело беше евреин и тој дојде најнапред помеѓу својот народ, помеѓу евреите. Но тажно беше што иако тој најнапред на евреите им понуди помирување или спасение, тие го отфрлија. Нивните срца беа стврнати. И еве што ни кажува Лука во 19 глава, што има запишано. Вели, а кога Исус се приближи, го виде градот и заплака над него. И рече, кога би можел во овој ден да го узнаеш оно што е потребно за твојот мир или за твоето спасение, но тоа е сега сокриено од твоите очи, зашто ќе дојдат денови за тебе и непријателите твои ќе те обкружат со ровови и ќе те обкопат и ќе те притеснат со сите страни. И ќе те срамнат со земја тебе и ќе ги разбијат децата твои во тебе и нема да остават камен на камен од тебе, зашто ти не го позна времето во кое беше посетен. Ете, тоа е она што Исус го кажа за Ерусалим или за еврејскиот народ. Тој кажува, јас дојдов помеѓу своите, но своите не ме примија. И тој кажува, вие не го познавте времето кога бевте посетени или кога ви беше подадена рака на милост. Можно ли е човек да не го примети времето кога Бог му подава рака на помирување? Можно ли е Бог да повикува во неговото срце, а тој сепак да не го слуша гласот Божи? Библијата ни кажува дека е можно. Можно е да, за жал, останеме со стврднато срце. Како се случува тоа нешто? Исус ни раскажува една парабола, која што е позната како парабола на сејачот. И во таа парабола Исус вели излезе еден сејач да сее. И кога сееше, вели тој го фрли семето и дел од семето падна на патот. Дел од семето падна на камена почва, некој падна во трње и еден дел падна на плодна почва. Но што се случува со семето што падна на патот? Исус подосна им ја објаснуваше параболата на учениците и кажа, вели, семето што падна на патот, тоа се оние верници кои што го слушаат Словото, ама не размислуваат за него или не му обрнуваат внимание. Бог нив им зборува, но тие остануваат со затворени уши или срца. И вели, тоа се тие верници кои што, или не верници, всушност луѓе кои што нема да се спасат, за кои што Словото не допира до нив. И знаете каков е патот? Зошто семето на патот не успева? Што мислите? Тврда е почвата. Патот е место кое што е истапкано, тоа е земја која што е газана толку многу. Во тоа време немало асфалт, нели, но и патот во тоа време и без асфалт е бил доволно тврд, затоа што луѓето постојано минуваат на него, постојано е газат таа почва и таа станува толку тврда, толку изгазена, што семето не може да продре во таа почва. Ако фрлите семе на патот, тоа ќе си остане на површината и Исус вели, птиците ќе поминат, ќе го исполуваат. И семето нема да продре во оваа почва. Кои се тие луѓе кои што ја представуваат оваа почва? Исус вели, тоа се тие луѓе на кои што Бог им зборува, но тие не обрнуваат внимание на Словото. Едноставно остануваат со стврднати срца и семето не може да продре кај нив. Можно ли е Бог да ти зборува повеќе пати? Можно е дори да доаѓаш на црква со години, па сепак да не си спасен. Може би слушаш проповеди, ама сепак го одложуваш твоето покаяние. Може би твои пријатели ти зборуваат за Исус, твои блиски, може би некој човек што оди на црква, верник, и ти кажува, поверува во Исус, прифати го, а сепак не си го прифатил. Можно ли е твоето срце да го одложува покајанието?
И ако тоа го правиш повеќе пати, на крајот твоето срце ќе се стврне. Некој ова го споредува со зид од тули. И секогаш кога Свети Дух ти зборува на твоето срце, покај се, поверувај во Исус, и ти го слушаш гласот Негов, а го одбиваш, некој рекол дека тоа наликува како да ставаш по една тула во зидот. Секогаш кога Бог ќе ти зборува преку некој твој пријател, или можеби кога слушаш проповед, дека треба да се покаеш, а ти не се покајуваш, не го прифаќаш Исус за Спасител, секогаш тоа е како да ставаш по една тула во зидот. И една по една зидот се затвара. И на крајот знаеш што? Ќе дојде момент кога ќе оставиш и последната тула. И тогаш зидот целосно ќе биде затворен. И повеќе нема да го слушаш Божиот глас. Тогаш твоето срце ќе остане затворено за Бог. Затоа Библијата ни кажува дека постои една состојба на стврднување на срцето. Постои една состојба кога твоето срце ќе биде толку стврднато, што ти повеќе нема да го слушаш гласот Божи и повикот на покаяние. Јас не знам докаде си ти стигнат со твојот зид. Фала му на Бога што некои од нас тука го прифатили Исус за Спасител и веруваат во Него. Но може би некои од присутните, може би ти си еден од тие кои што се уште го зидаш зидот. Бог се уште ти зборува и тропа на твоето срце, но ти се уште си и наетив, се уште одложуваш и велиш, ќе си поживам уште малку вака. Утре ќе се покајам, утре ќе го прифатам Исус за Спасител. Ако се уште одложуваш, може би денеска е последната тула која што ја ставаш во твојот зид. Исто како што зборувавме и за смртта, ние не знаеме кога е последниот ден. Но јас не знам исто докаде е зидот во твоето срце. Може би овој повик што денеска Бог го упатува до тебе е последната тула. И ако и денеска го одбиеш, ти веќе ќе го затвориш зидот на твоето срце и повеќе нема да го слушаш неговиот глас. Затоа и денеска мојата опомена, мојот совет во сите оние кои што се уште не го прифатили Исус за Спасител е: не одложувај. Немој да си велиш последниот пат ќе го направам тоа нешто. Денеска е времето на спасение. Исус вели: денеска е благопријатната година Господова. Не чекај друга прилика, не чекај Бог повторно те кани. Спомнав за табиетот на нас македонците, дека ние сакаме да фаќаме врски. Ние македонците имаме и една друга особина. Знаете, кога ќе отидеме некојаш на гости кај некого и сме ги затекли на ручек. И тогаш ние си седнуваме онака срамежливо и домакинот знае да почнува веќе со молењето, со канењето. Гора на веб, да апнеш? Не сум гладен. И домакинот по втор пат, нели? Ние чекаме по втор пат, а онака од скромност ние одбиваме, не дека не сум гладен, цела тава ќе изедам. Ама чекам домакинот пак да ме викне. И сега домакинот пак по втор пат, абе Горан, ајде седни со нас, ајде да апнеш, барем малку. Јас не сум гладен, сега јаде по тому идам од ручек. И чекам по трет пат. И по трет пат пак ти кажем: ама ајде седни со нас, ајде, нема смисла, седни. И тогаш јас онака како бужем, ама не сакам, добро, ајде малку, ајде ќе седнам. Ајде чисто да ви правам друштво. А од страна ме гледат, викат: овој гладен бил. Замислете што се случува ако домакинот не те покани и по трет пат. Ке те покани еднаш, два пати и ти си кажеш: ке ме викне уште еднаш, ама тоа уште еднаш го нема. Знаете, Божјата покана за покаяние е слична на тоа нешто што ние го правиме како македонци. Бог може би ќе упати покана од тебе еднаш, два пати, три пати, но ќе дојде момент кога сите тули ќе бидат ставени и зидот во твоето срце ќе биде затворен. И не дека Бог не сака ти да се спасиш, но проблемот е што твоето срце ќе биде стврнато и повеќе нема да го слушаш неговиот глас. Веќе нема да ја слушаш неговата покана за вечер: ајде седни со мене заедно да јадеме. Иако може би таа се уште ќе важи, ти веќе нема да ја слушаш. Значи, во овој случај ти ќе останеш неспасен не затоа што смртта те сретнала, не затоа што Исус веќе дошол,
него затоа што ти си го сврнал твоето срце. И во овој случај ќе биде премногу доцна. Може би си велиш, но јас доаѓам на црква. Некој од вас си размислува и си вели, зошто Горан сега ова ми го зборува мене? Па, јас идам на црква, јас доаѓам веќе неколку години, или јас повремено посетувам црква, јас знам за Исус, па дома си имам и Библија, па дома си имам закачена и, не знам, и икона, и слика од не знам, од светци, од Исус имам, си имам кръвче, си имам приврзок, и јас имам на ключевите. Но знаете, ништо од тоа нема да те спаси, ако не поверуваш во Исус. Библијата е многу јасна. Во Евангелие според Јован 3 глава 16 стих, најпознатиот стих во целата Библија, вели Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син. И секој што има крстче како приврзок ќе се спаси. Не пишува така, не. Или вели Бог го даде својот единороден син и секој што оди на црква ќе се спаси. Не. Или секој што има дома икона од Света Петка ќе се спаси. Не. Секој што има Библија ќе се спаси. Не. Стихот вели, секој што ќе поверува во него ќе се спаси. Тоа е услов. Ако ти досега не си поверувал во Исус, да поверуваш во овој смисол не значи само јас верувам дека Исус постои. Да поверуваш значи да му го довериш твојот живот на него. По таков начин да поверуваш. Да веруваш на него за твоето спасение. Секој што ќе поверува во него, вели нема да погине, туку ќе има живот вечен. Имам уште еден пример и со него ќе завршам. Го слушав овој пример од еден мој професор дека бев на теолошки факултет. Тој кажуваше дека во нивната црква дошол еден проповедник кој што проповедал за спасението. И проповедта била толку силна, толку продорна, што дури и оние кои што го слушале Евангелието многу пати не останале равнодушни. Имало плачење, имало солзи. На крајот проповедникот упатил повик за покаяние и рекол: секој кој што се уште го нема прифатено Исус Христос за Спасител, може да излезе напред и јас ќе го водам во покајничка молитва. Секој кој што сака сега да одлучи да поверува во него, нека излезе напред и ќе се молиме за него. И излегле повеќе луѓе, но помеѓу сите тие луѓе, верниците во црквата били изненадени, излегол и дјаконот во црквата. Човек кој што со години доаѓал на црква, дури бил крстен, служил во црквата, бил дјакон, околу 10 години бил верник, и тој излегол напред за покаяние. И некои од присутните биле збунети и си помислиле, може би човекот не разбрал за што станува збор. Може би човекот се излегува за исцеление да се молат, може би е нешто болен, па му треба нешто друго. Може би пак му треба внимание. И кога пришле некој да разговарат со нив и му кажале, ама види, ти си веќе 10 години во црквата, ти си дјакон, ова е за покаяние за оние што не го прифатили Исус за спасител. Тој рекол, да, јас сум тој. И тој објаснил и рекол, јас со години доаѓам во црквата. Јас дури и се крстив во црквата само за да не ме отфрлите. И проложив и служев тука затоа што сум добар човек и сакам да помагам. Но јас знам во моето срце, јас никогаш до сега не го бев прифатил Исус за спасител. Замислете, овој човек со години бил во црквата, но немал донесена одлука Исус да биде неговиот Господ и неговиот Спасител. И таа одлука ја донел токму во тој момент. Може би си ти како овој дјакон. Може би доаѓаш со години во црква затоа што тука наоѓаш добри пријатели. Има драги личности, мили ти се, викаш тука сум прифатен, наидувам на љубов, прекрасно ми е, и си доаѓаш заради убавото друштво. Може би си доаѓаш затоа што немаш што да правиш. Може би доаѓаш од чувство на некаква вина или од религиозност. Може би доаѓаш затоа што си велиш тука нешто ќе дадат, ќе добијам нешто. Но се уште не си донел одлука или не си донела одлука да му го довериш твоето срце на Господ Исус. Во моментот кој ќе го направиш тоа нешто, тогаш ти ќе бидеш спасен. Гревовите ќе ти бидат простени и ќе имаш живот вечен. Затоа денеска ја упатам ова порака. Не знам за кого е, но верувам дека еден од тие луѓе кои што треба да слушна ова порака си ти. И затоа, ако
имаш потреба од покаяние, ако досега не си го прифатил Исус за Спасител, ова порака е за тебе. Кога јас прв пат бев на богослужба во Штип како млад човек, и јас тогаш видов во лицата на другите видов една чудна радост и мир и посакав да го имам тоа нешто, пасторот на црквата ми рече, ако сакаш да го имаш Божиот мир, тогаш отиди дома во твојата соба, покај се за твоите греови и исповедај со твојата уста дека веруваш во Исус како Господ и Спасител. Прифати го како твој Господ. И јас тоа го направив во мојата соба дома. Клекнав на колена и реков: Господе, грешен сум, прости ми, сакам да верувам во Тебе, ти го предавам моето срце, води го мојот живот понатаму, сакам на Тебе да ти припаѓам. И тогаш дојде спасението. Тогаш Бог ми исполни со Неговиот Дух Свети, ми ја даде таа ламба со масло кој што свети и гори, и од тогаш сум Негов, му припаѓам на Него. Затоа можеш да го направиш тоа и дома, можеш да разговараш со нас ако сакаш, но во секој случај, доколку си се препознал во оваа порака, не одложувај, бидејќи инаку може да биде премногу доцна.